Значи, денеска ве повика претежно представници на медиуми од албанското говорно подрачје, на албанскиот јазик, од аспект што овие денови имав еден пост во Лајме во однос на улогата моја како лидер на градот према албанскиот дел, односно дел на градот каде живеат претежно албанци, зашто бев насочено дека јас и партиите од албанскиот политички блок не работиме доволно во насока на имплементација на потребите на албанците. Ја би сакал за воја на вистината пред јавноста да истакнам неколку факти, аргументи во насока дека Зоран Дамјановски со своето делување за 12 години никогаш не го дел градот на албански и македонски, никогаш не предал приоритети на етничка основа, едноставно секогаш го гледам интегриран и мислам дека една од најголемите придобивки во моето политичко делување е тој космополитизам и начин на кој го воде овој град, никогаш не дозволи на поделба на етничка основа, мултикултурни разлики и поделби. Ќе потенцирам неколку аргументи во однос на инвестицијскиот дел за делови каде имат претежно или доминантно албанско население. Во изминатите периоди направив многу проекти. Проекти кои беа како разговорна програма, гласана на Совет на општината, во кои 5 партиципенти се припадници на политичка странка и сите тие разговори програми ги решаваме на заеднички начин. Еве ќе кажам дека сега почнува изградба на училиште Еролим Дарада, односно енергетска фасада, парно грејење, подови и внатрешни врати. Договорот за енергетска фасада и договорот за парно грејење го финансира, е подпишан во општина Куманово и е во вредност од 100.000 евра. Договорот за решавање на внатрешните подови и внатрешни врати е од ИПА-2 проектот во висина од 40.000 евра. Што е договор подпишан пред неколку дена, завршена постапка, бидејќи не бевме во можност до јуни месец да имаме никакви постапки. Како факт и аргумент, до сега имаме вложувано најповеќе во училишта кои се од албански наставен јазик, бидејќи тука беа и најголеми потреби за инвестирање. Решаваме ученици во Тори Зордовис, решаваме парно грејење во Барјан Шабани, подови во Лопате, кровови во на инфрашери и главниот проект за кој се залагам со министерката е сега да се изгради нов средњошколски училишен центар за гимназијата, бидејќи оваа език е непристојно за учење на 2000 и кусур ученици. Мојата прва бара министерката и министерот на транспорт и врски да се дозволи пренамена на просториите во касарната и изградба на нов училишен центар за средно училишен центар сами прашање. Значи, во областа на образованието, моите залоги се огромни. Сакам да потенцирам за јавноста, за пред се, за порталите кои сакат да ги пренесат овие информации, дека отпочната е работа на изградба, односно регулација на речното корито од мостот на Седорек, односно од Ливата Литковка до аутопатот во висина од 1.060.000 евра, 25% средствата се од буџетот на општината и тоа е дел каде највеќе страдаат и е дел на седа претежно со албанско население, ради поплавите, ради изливот на канализацијата, решавање на тој дел е поддржано од UNDP и локалната самоуправа и Министерството за екологија. Еден мега проект, голем проект кој треба да се заврши до крај на годината, во тек е негово издело. Како информација околу паркот, бидејќи беа насочени локалната самоуправа со решавање на речното корито, ќе ги реши и пешачките зони, направено е, еве ги договорите, осветлување на паркот и на улица Братство Единство од автобуска станица до излезот кај џамијата во висина од 4,5 милиона денари, заедно со паркот и овој простор кај градскиот стадион. Значи, во насока на инфраструктурата, сакам да истакнам, ИПА проектот, кој е тежок 4,5 милиони евра, партиципативно е поделено на делови каде има изградба и доградба и реконструкција на канализационата мрежа, во која се упатили голем број на улици, од кои над 40% се со претежно албанско население. И сега да кажам околу инфраструктурата. Инфраструктурата е застапена во негде габарит околу 40.000 квадратни метри асфалтна површина, од кои 12.000
до 13.000 се во овие делови каде имаме претежно албанско население, зборове за Диво населје, Черкезе, приградските села. Сакам да истакнам дека на посебен тендер е распишена улицата Тоде Мендел, ќе биде комплетно регулирана од школата во Крајч, од Пазар нагоре до влезот на патот за Романовци, кој исто така пред 2 години е реконструиран од ЕБРД, од Банката за развој. Сакам да истакнам дека базенот кој постојано се потенцира. Јас не гледам никаква разлика. Дали базенот се наваѓа во централно градско подрачје или некој друг дел, бидејќи таму имало маркица и таму е направен спортски базен. Одговорно тврдам пред јавноста, пред движењето на Кубана, дека поголем процент на пливачи, капачи возат отворени базен се албанци. Ако отидете направите анкета, и тоа на никој не усвета. Тоа е направено така, ради таму била маркица. Исто прашање би требало да поставите, ако болница да се наоѓа во дел каде претежно албанско население живе. Еве се прави сега нов клинички блок во болница. Дали треба да размислуваме тоа е македонска или албанска болница? Јас не ги гледам работите така. Јавниот интерес е пред се интерес на сите граѓани, не поделба на етничко основа. Онова за кое го поставите прашањето. Паркот е зелена површина. Тоа е проект на меѓуминистарски совет. Тоа е на Североизточен плански регион и меѓуминистарски совет решава за проекти. Добиваме некои символична сума на пари кои се партиципативно делат по сите општини. Овдека приоритетна цел оваа година беше екологијата, заштита на животна средина и туристичките понуди, односно објекти. Ние понудивме една зелена површина во висина од 2500, во големина од 2500 квадратни метри, да се уреди, среди, да се урбанизира, да се направат клупи осветлување и тие пари се доделени по принцип на големина на општината. Кубаново доби негде 5 милиона без ДДВ, Липово доби 3 милиона, Паланка, Кратово, значи се добиваат парите поделба од меѓуминистарски совет на кој учествувам јас како председател на регион, а приоритетна цел има заштита на животна средина, односно проекти кои се од интерес на зачување на животна средина. Токму затоа се прави ова уредување на оваа површина, која ќе има различни содржини, да кажеме некоја фонтана, клупи, можност за поставување на спомен обележја, евентуално ако има барање од Сдружение на граѓани. Сдружение на граѓани барањето го даваат до Советот, ние го гледаме изгледот на ова скицата на тој спомен обележје, не споменици, и се поставува зависно од интерес со одобрување на Советот, се донеса програма, која донеса пред 5 години и во која програма партиципативно на секоја етничка заедница му е дозволено у определени зони со дозвола на секторот за урбанизам да се постави у определена зона некакво обележје кое е значено за независна, слободна и демократска Македонија. Значи, кога зборувам, не ги тука става ни една етничка, ни друга етничка заедница, сите спомени обележја иде на одлука на Совет, како изрек, како решение, како опозиција, и врз основа на тоа Советот гласа со бадидер за да се донесе таков закон. Така дека овдека нема никакви шпекулации во однос на термините, на изгледбата. Тука се работи само за еден проект кој е дозволен од Меѓуминистарски совет, финансиран од буџетот на Република Македонија, бидејќи знаете дека регионалниот развој е под буџет на локална самоуправа и треба да биде 1% GDP. Ние добиваме 0,01% GDP и за тие мали пари правиме мали проекти. Кажем, ние добиме 5 милиона без ДДВ, Липово доби 3 милиона, тоа се дава према големината, габаритот на општините. И јас сакам да истакам и потенцирам дека никогаш во животот не сум размислувал дека градот треба да биде поделен по етничка основа. Секогаш сум работел на градење на граѓанско општество кое има еднакво пристап сите институции. Најдобар пример за тоа е бројот на вработените во мојот политички ангажман, односно моето водство на градот, затеко 2 службеника на албанци, сега имаме над 48 албанци вработени во општината, да не зборувам огромен број по јавните предпријатија, установи и така натаму. Работиме на проширување на можности во социјалната сфера,
значи, наши наредни проекти е 2 градинки во претежно албанско население. Градскиот стадион доградува на 2 простории и се прави проектот за 2018 година надградба на Кирофета градинката за околу 900-950 квадратни метри нова површина, со што ќе се задоволи потребата на албанската етничка заедница за примање на деца во градините. Јас толку ќе кажам и потенцирам. Никогаш во животот не сум срел таборизација и поделба на град. Има уште еден надпис околу коруптивноста во сферата на некој сектор, јас ги повикувам тие што го напишале тој надпис да пријават во милиција ако има такво нешто од вашиот портал, бидејќи ние секогаш пред граѓаните сме искажале транспаренти и ако има некаква таква работа да биде пријавено, бидејќи одговорно тврдам дека мојата администрација до сега за 12 години нема ни една коруптивна пријава.